Добро, можеме да почнеме, нели? Можеме, повелете. Почитувани слушатели на македонската радиопрограма 3 пати Z од Мелбурн, набрана должина 92,3 FM мегахерци. Денес имаме особена чест да водиме разговор со министерот за внатрешни работи или заправо техничкиот министер за внатрешни работи на Република Македонија, господинот Панче Ташковски. Господин Ташковски, добре дојдовте на македонската радиопрограма од Мелбурн. Добре најдов. Да сме прецизни, секогаш сакам да сум прецизен. Панче Тошковски. Тошковски, да, Тошковски. Ви благодарам многу на Толку не бил тешко. така. Благодарам на исправката. Добро. Тошковски, да. Сега, видите, најнапред јас би сакал да концептот што го направивме за нашето интервју, најнапред би сакал да ве прашам за случајот во Тетово, СВР Тетово, кое е во ваша надлежност. Таму не се направи смена на началникот во СВР Тетово. Меѓутоа го видовме инспекторот, односно Талјат Џафери, го видовме дека отиде таму и многу грубо како инспектор се однесуваше, упадна во работата на професионалците кои немаат ништо врска со техничкиот премиер, затоа што таа институција е независна од институцијата премиер. Морам да напоменам дека таквото девијантно однесување од страна на техничкиот премиер воопште не доликува на она кое што би требало да е принцип на однесување на еден највисок функционер во Република Македонија. Јас лично сметам дека тоа е едно срамно и недолично однесување, особено ако се има предвид дека истиот упадна буквално во простории на Министерството за внатрешни работи и на еден некултурен и непрофесионален начин се обрати пред се на една мајка, на една сопруга, на една колешка вработена во Министерството за внатрешни работи, на еден најблаго кажано девијантен начин на однесување, непрофесионален, некултурен начин. И сето тоа изгледаше како да истиот од позиција на инспектор во рамки на Оделението за внатрешна контрола, во рамки на Министерството, врши одредени контролни действија, дали вработените во Министерството за внатрешни работи си работат или не, а не од позиција на предпоставен технички премиер кој што е на таа позиција за еден технички период и треба да гарантира фери и демократски избори. Заради тоа е поставен таму, не за да изиграва она кое што сите го констатиравме со гледање на она видео. И тоа не е најголемиот проблем, нели? Секој може да сгреши, секој може да има поведение кое што е недолично, сакајки или не сакајки, но ако ништо друго, требаше барем да се извини наредниот ден, особено имајќи предвид дека предметната господја случајно, јас не верувам дека знаел техничкиот, но случајно се констатираше дека е токму сопруга на човек кој што работел во рамки на Министерството за внатрешни работи и неговиот живот го оставил за зачувување на територијалниот интегритет и безбедноста на Република Македонија во рамки на вршење на службени действија. Јас не велам дека техничкиот знаел за овој факт, но сигурно разбрал наредниот ден и во најмала рака требаше да излезе и да им се извини првен на колешката, а после тоа на сите колеги и на сите македонци заради она кое што и на сите граѓани општо на
Република Македонија заради она негово недолично однесување. Но извинување македонските граѓани не добија, извинување господјата не доби. И тоа е за осуда особено. И тоа е за осуда особено. Нашиот впечаток е дека тој влезе насилнички таму да покаже мускули, а не да се извинува. Вашиот впечаток не верувам дека е далеко од вистината, но токму заради тоа, ако сакаше, можеше да покаже непрофесионалност, видовме првиот ден, кога излезе снимката, меѓутоа наредниот ден можеше да покаже човечност и да рече, извинете луѓе, навистина имав неубав ден, не требаше да го направам тоа и се извинувам на господјата и се извинувам за тоа што ја тапшав по рамото недолично и се извинувам заради тоа што нити сум знаел, нити пак сум имал намера да навредам било кој македонец, било кој граѓанин на Република Македонија, особено не е човек вработен во рамки на Министерството, кој што ги имат квалификациите како што ги има господјата. Така да, разочаран сум од самиот настан и особено од немањето на човечност, наредниот ден барем да се извини ако ништо друго. Тоа говори за техничкиот кој професионални и човечки капацитети ги поседува. Господине министре, тоа да биде овде во Австралија, тој уште одма мора да си даде неотповиклива оставка, особено што нема никакво право да со рака или со тело да биде толку близко до една женска особа вработена. Меѓутоа тој се осуде и со раце, нели, да е тапка или да ја удира по рамено. Не знам како беше тоа од левата страна спрема екранот ние што го гледавме, што ја гледавме снимката. Ова како действие и целокупното развивање на овој случај ја потенцира недемократската и незаконската атмосфера во која што ние живееме овде. Јас сум убеден дека во Австралија не е како во Македонија. Апсолутно. И сум убеден дека ние треба да се движиме кон едно нормално општество, како што најверојатно е Австралија, но 100% не е Македонија. Овој факт кој што се случи, во целост го потврдува хаосот во кој што живееме ние македонците во нашата родна земја. И тоа е неспорно за никого. Уште едно прашање поврзано со овој случај ме интересира, бидејќи јас многу одблиску ве следам во Република Македонија, особено еве и вас како нов министер сега за припремање на претседателските и парламентарните избори. Добро, како со ваков однос недоличен и девијански или пак диво, како да го дефинираме, како тие се нудат на Европската Унија дека ќе влезеле во Европската Унија со вакви односи? На Европската Унија не им требаат диви луѓе. Видете, дел од политичкиот фолклор кој што го гледаме секојдневно е она како папагал повторување изрекана еу, 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 еу. Оние две букви што ги повторуваат како папагали секојдневно, факт е дека се исклучило само еден обид за манипулација на македонските граѓани, еден обид за тотален дефокус од што? Од хаосот во кој што живееме, од нивната неспособност, од нивната непрофесионалност, едноставно од нивната нељубов за Македонија и од нивното немање на основни човечки вредносни карактеристики кои што секој еден човек треба да ги има, во најмала рака да разликува добро од лошо. По овие луѓе факт е дека нити си ја сакаат Македонија,
нити знаат да направат разлика што е добро, а што е лошо. Човек кој што не си ја сака собствената држава, човек кој што не е спремен да направи се за собствениот народ, се прашувам дали воопште заслужува да биде наречен за човек. Овие луѓе, Да. факт е дека работеле изминатиот период исклучиво во интерес туѓ, не во интерес на македонските граѓани, не во интерес на македонецот, не во интерес на Македонија. Сето она кое што го имаат превземен целокупниот овој период додека се на власт, говори само за едно. А тоа е дека истите за своји лични интереси си ги терале работите како што си ги терале. Никако во интерес на Македонија и во интерес на македонските граѓани. Така, заради тоа ние ги имаме прекинато сите врски со таа предавничка влада која се уште на власт во Република Македонија. Меѓутоа уште затајлјат, уште нешто сакам да го продискутираме. Ако тој толку многу ја почитува позицијата премиер на Македонија и нешто возвишено, неговото прво јавно обраќање и во собранието и надвор од Македонија беше на албански јазик, со што го прекрши и уставот на Република Македонија, бидејќи спрема уставот албанскиот не е меѓународен јазик на Македонија. Апсолутно се согласувам. Апсолутно се согласувам. Видете, тие го кршат законот, не баре кршењето на законот стана правило во Македонија. Никој од овие привилегирани граѓани, како особено од редовите на функционери на СДСМ и од редовите на функционери на ДОИ, не почитува закон. Сите граѓани се свесни за илјадници примери во овие изминати години, каде што можеше многу јасно да се утврди фактот дека законот не важи за припадници на овие касти во рамки на македонското општество. Законот можеби важи за обичните луѓе, законот можеби важи за оние кои што не се дел од оваа групација на привилегирани граѓани, но факт е дека за нив не важи. Добро, ме интересира како влеговте во канцеларијата првиот ден, се чувствувавте како да сте дома во Македонија, се чувствувате дека влегувате во една наша македонска институција или пак имавте некој внатрешен отпор? Баш се чувствувам да сум во Македонија, да бидам искрен, затоа што во Македонија моментално секој еден функционален систем кој што бил функционален некогаш, сега е уништен, девастиран, потонат под земја. Така и овде. Така и овде. Како да газите во жив песок и потонувате во него. Е, баш така. Зошто? Заради тоа што уште од првиот ден увидов една таква непрофесионалност и еден, слободно можем да кажам, обид за саботирање на оној кој што прв ден седнал на столче, на ова столче. Малце искинато, ама тоа нема врска. Што е искинато. Добро, како но се... Имаше многу врска што најавува, еве еден пример ќе ви кажам. Да. Кога седнав првиот ден, ми беше кажано дека ќе стигнат 50.000 пасоши. Денеска. Тоа беше утрината, негде околу 9:30, 10 часот. Околу 16:30, 17 часот, добив информација дека пасошите како образци, темплети, нема да стигнат. Зошто нема да стигнат? Па немало да стигнат затоа што некој документ кој што бил оставен во четвртокот, значи јас станав, превзема функција во понеделникот,
официјално ме назначија претходниот ден во неделата, а неколку дена пред во четвртокот тој документ бил даден во рамки на службите за да се процесуира, но не бил процесуиран. И сега тие истите служби што претходно процесуирале такви илјадници документи, понеделникот има нов министер и не можеле они да потпишуваат пошто немале овластување од новиот министер. Ама може ли у четвртокот? Може ли у петокот? Може. Како да не застана интернетот. Се слушаме? Ало, господин Тошковски, се слушаме? Сега ве слушам, да. Да. Нешто Сега... Да. Прекина нешто интернетот. Видите, значи се најдовте вие во едно гумно, така да кажем, по селски, во едно гумно, во едно селско гумно, каде што има се, меѓутоа не можевте ништо да средите. Најнапред, еве да го објасниме членот 1 со пасошите кои требаше за период од 5 години да го објасните, односно вие. Во тие 5 години спрема Преспанскиот договор требаше да се променат, нели, патните исправи и така натаму, но вие наидовте на хаоса и дури и сега и во овој момент во Република Македонија се наоѓаат 600.000 државјани македонци или од нацијата народ кои се заробени во сопствената држава. Го очекувавте ли тој хаос? Македонија е символ за парадокс. Со патни исправи со име Република Македонија може да се патува сегде освен во Македонија и во Грција. Ова дереџа на која што не донесоа е исклучиво последица на нивниот полтронски однос кон туѓи интереси, не кон своите соседи, пријатели, другари, не кон своите граѓани. Тоа е прво. Второ, заради тоа што безсрамно лажеа изминатиот период дека немало да има никакви финансиски импликации по граѓаните, дека ќе важеле патни исправи додека не се заменат по регуларниот датум на важност, дека ќе тече мет и млеко тука, дека ќе бидеме дел од ЕУ, дека не знам што, иш да не се секираат и така натаму. И многу битно, исто како факт, заради тоа што тие немаат ни волја ни да го пролонгираат рокот во рамки на објективни рокови кои што се потребни за да се изработат овие 650.000 останати активни пасоши. Иначе ако трнеме од бројката на вкупни државјани, таа бројка е негде околу 1.200.000 луѓе кои што немаат патни исправа со новото им. А истечен рокот не согласно договорот, туку согласно законот недоветен кој што го донеле овие претходно, 12.2. Така да ова лудило во кој да и пак не го изгласаја вчера или вчера, да. Не го изгласаа. И образложението зошто не го изгласаа, никој не го чу. Само немојте, ве молам, да верувате на оние дека било спротивно со Преспански, дека не знам шо, дека ќе ги прекршеле уставниот член 118, дека ова ќе направи, она ќе... Тоа на правните аргументи благе везе нема. Тоа да не се лажеме. Тоа нека му зборат на дигестивниот хирург што е министер за надворешни, нека му збори на некој друг, а на правник кој што разбира право, нека не му каже. Да, тоа сте вие. Сакам да ве прашам, добро, зошто славеа пак на граница? Тој пречекот на колку илјади беа? 20-40.000 образци и беа пречекани како да доаѓаше кралот британски на граница во Меđutlije или Богородица, каде беше тоа? На тоа прашање немам одговор, ве молам, поставете му го
на дополнителниот. Добро, сакам вие да одговорите, да кажете, го чекавте, мислам, Чарлс трети, Не кралот. бев таму, не ме видовте на тие слики. Добро, одиме понатамо. Сега видовме редици, тоа овде во Австралија не можеме ние да го видиме. Незадоволни македонци, незадоволни луѓе кои чекаат за пасош, пак исто така беа анкетирани на лице место како влегуваја преку ред со пријатели, со роднини, на задната врата доаѓаја, го земаја пасошот и излегуваа, додека имаше личности кои беа по 70-80 години изнемоштени луѓе и по цел ден чекаја, па никој не се секираше за тоа додека беа тие нивни ветувања и брзање на давање пасоши, додека не го скративте тоа вие со вашата наредба. Видете, никогаш адхок популистичко решение не може да реши проблем. Може само да го мултиплицира. Она кое што ние го направивме е целокупниот систем на функционирање го ставивме во рамки на реалните можности кои што ги имаме, но не луѓето да идат ненајавени и незакажани пред пунктови каде што они претходно фотографирале 300, а таму имало најмалку 3000 луѓе пред пунктот. Па се случуваа многу несакани настани. Туку сега фотографираме само на тој пункт 2000 и доаѓаат да се фотографираат 2000 луѓе дисперзирани во рамки на временски период од 16 часа, да кажеме, отприлика. Во две смени. Прва смена, втора смена, наместо да сликаат четворица, сега таму фотографираат 28 луѓе на 14 базни станици, нели? Прва смена дел, втора смена дел и така натаму. Можело, значи, да функционира со зголемен обем и можело тоа сето да е културно, ама требало некој да сака да работи. И требало некој да сака да им помогне на своите луѓе. И требало некој да се посвети на ова. Јас немам срам од работа. Јас немам срам од тоа да сум меѓу луѓето, како што имале некои други пред мене. Така да, видлива е разликата од претходно, сега сме во рамки на систем, да, тие се капацитетите, ние проблемот не го решивме, но максимум на она кое што е возможно ги зголемивме капацитетите кои што ги имаме. Да, овој проблем ќе трае и во наредни 10 месеци, да, нема да можеме заклучно со 12.2.2024, тоа е минатиот месец истече тој рок. Но тоа ќе го правиме на еден културен и достоинствен начин. Нема да го тераме како овие до сега што го терале, со интриги, со прекурет, со дури и хушкање на луѓето пред објекти за да настанат одредени инцидентни ситуации и така натаму и така натаму. Ќе направиме максимум што може да направиме. Чуда не можеме да направиме, магично стапче немаме за да се вратиме назад во времето, но може да работиме максимално во интерес на граѓаните, транспарентно, со конкретни бројки, со конкретни информации, со известување на граѓаните дека нивните патни исправи се готови да дојдат луѓето да се ги подигнат културно. Претходно они издавале многу помал број на пасоши отколку ние што го издаваме. Претходно фотографирале дупло помалце граѓани отколку ние што фотографираме. И тоа е реалност. Ако сакаме да сме искрени и честни, тоа е реалност. Министре, но дозволам да е таков хаос до претходно. И не е. Факт не е. Господин министр, ефектирани се голем број на македонци кои се надвор од сопствената држава, кои работат на бродови, кои работат на бродоградилишта некаде, на други места во туѓи држави. И тие каде би отишле да поднесат молби за нов пасош или како би дошле да земат патен лист, како еве да речеме на група од 10 на млади деца кои јас ги познавам од Скопје се работаат некаде кај од Канада, погоре работаат таму на еден брод. Како тие би зеле патен лист да се вратат во Македонија како пример и да земат пасоши?
Значи, Бидејќи дека немаат во близина конзулат или амбасада, а ни светот знаеме колку имаме такви наши државни установи. по моја информација, во Република Македонија може да влезе, значи да трне од било која точка на светот и да влезе во Република Македонија без проблем со старото име на патната исправа. И такви случаи има илјадници кои што со старо име дошле во Република Македонија и Министерството за внатрешни работи е должно секој еден граѓанин кој што е државјанин на Република Македонија да го прифати и да му дозволи да влезе на територија на Република Македонија. Кај е проблемот? Проблемот е тоа што државата нема капацитет да им одговори согласно нормални временски рокови на луѓето да си ги обезбедат патните исправи со новото име. Тука е маката. И реално допред некоја недела не имаше ни образци воопште за принтање. Да. А реално капацитетите на Министерството се на дневна основа да произведе негде околу 3000 пасоши, плюс минус. Така да, тоа е голем проблем и да се чека многу, се работи да се поедностави ова, но тие се капацитети. Имаме одреден број на македонци, особено јас зборувам со мои пријатели кои се дојдени тука во Австралија на посета да ги посетат своите деца, браќа, фамилии и така натаму. Треба ли тие да одат во конзулатот или во Камбера да земаат патен лист или можат да се вратат со стариот пасош? По мои информации, пак ќе кажам, ниеден државјанин македонски досега ме нема известено и ми се нема пожалено дека имал проблем со старата патна исправа, која што е важечка, да трне од било која точка на светот и да дојде во Македонија. Проблемот е излез од Македонија. Зошто? Заради тоа имаме еден доветен закон кој што вели дека пасошите не важат со старото име. И тоа беше со законот кој што баравме да се измени, да не ги заробуваме овие луѓе, а при тоа сме во неможност да им издадеме нови патни исправи, да не ги заробуваме надвор од Македонија и во рамки на територијата на Македонија. Но овие очигледно пратеници од СДМСМ и ДУИ немаат никаков слух за маките на македонските граѓани. А тие веројатно повеќе се секираат да не ја изнервираат Грција. Најверојатно да. Јас сакам да ве запрашам сега, вториот дел околу гласањето во иселеништвото. Македонците овде во Австралија тешко можат да дојдат до тие нови пасоши, затоа што ги немаме тие услови. Кратко беше времето некои да извадат, а и многу се против северната дивотворба, особено македонците од Австралија. Чинам дека сте запознати дека ние немаме никакви врски со институциите на северната дивотворба од 4 март 2018 година. Бидејќи воопшто не бевме консултирани како дел од македонскиот народ, како дел од нашата татковина, како потомци на нашите родители кои го дале сопствениот живот во Втората светска војна, нашите дедовци за Илинденското востание, сето тоа беше погазено, исплукано и испогането од СДС и од ДУИ. Затоа во Австралија прекинати се сите контакти со институциите од северната дивотворба. Сега нас не интересира околу гласањето. Пријавувањето, денес чинам добив соопштение од Даштевски, директорот на ДИК. Досега немавме ништо, никакви информации. Меѓутоа и во тоа соопштение не можам да видам, таму пишува како ќе гласаат вие, како што велите, граѓаните. Ние велиме како ќе гласаат или гласачите, или македонците, македонската нација, македонскиот народ, како ќе гласаат без пасошите,
вистина ние ќе се пријавиме на компјутерот. Меѓутоа, еден огромен број од македонците не се способни да ја пополнат таа форма, се пријават за гласање. Потоа, слушајте ме внимателно, после пријавувањето, нели, на единствениот изборен список, дали сме или не сме, еве претпоставуваме дека сме. Сега, со кој пасош ќе гласаме ние? Со македонски стар пасош, со австралиски стар пасош, нов нема. Значи, токму заради една од причините заради кои што поднесов барање за измена на законот за патни исправи и ова, за да им се помогне на сите наши граѓани, на сите македонци, кои што живеат надвор од границите територијални на Македонија, но овие тој закон не го донесува. И сега, кој е резултатот од тоа? Сите оние 650.000 луѓе, кои што имаат патна исправа со старото име, доколку немаат важечка лична карта, нема да може да гласат по сегашното законско решение. Што, еве, ова прв пат го кажувам, се поставува прашање. Дали немањето на волја да се смени овој закон е еден од најеклатантните примери за изборен инженеринг, се со цел подкопување на волјата на гласачите и дискриминација на сите оние кои што немаат важечка патна исправа согласно новото име. Страф ми е дека одговорот на ова прашање ќе оди во насока на афирмација во овие, во најмала рака кажано, ненормални правни аргументи кои што ми се даваат како образложение дека не требало да помине законот. Правни аргументи нема. Има само овакви политичко удбашки мерки кои, односно аргументи, извините, кои што најверојатно го доведуваат под знак прашање токму она за кое што треба да постои техничката влада, а тоа е и терористички и балистичко. Исто така, мшко балистичко. Избори. Гаранција за фер и демократски избори каде што секој еден ќе може да си го даде своето право на глас врз основа на неговата собствена волја. Како македонецот ќе гласа ако нема соодветен документ? Како ќе гласате ви од таму со патни исправи со старото име? Кажете ми. Ве затоа јас очајнички ве барав за да ни објасните. Знаев дека ќе добијам честен и искрен одговор од вас, слушајќи ги вашите интервјуа во изминатите неколку. Едно време е во Македонија некој да им ги каже маките на луѓето од аспект на она кое што луѓето секојдневно го живеат. Редно време е да се престане со лажење, редно време е функционерите да сватат дека тие се исклучиво само и за да им помогнат на граѓаните. Тие треба да им служат на граѓаните, а не обратно. Не постојат заради тоа што така му текнало на Бога, туку постојат заради тоа што граѓаните, претпоставувам дека на фер и демократски избори, треба да им дадат поддршка, за да може тие да им служат ним, а не обратно. Така, како да заклучиме сега, тоа може би било и насловот на нашето интервју. Значи, ние не ќе можеме да гласаме во Австралија, Канада и Америка. Страф ми е дека ова прашање кое што го поставувам
ќе фрли огромна црна дамка на овие избори. Доколку одговорот е афирмативен. Што значи тоа? Тоа значи дека е извршена неверојатна дискриминација, кршење на човекови права, прекршено е правото на слобода на движење, прекршено е правото на глас, прекршени се основни придобивки цивилизацијски на 21 век. На кого? Пак на македонските граѓани. На кого? Пак на македонскиот народ. Зошто? Заради тоа што овие немаат 2 грама памет во главата. Или пак намерно. Ова е во насока на една огромна замка, еден огромен предизборен инженеринг за нивен личен спас. Од двете едно е, затоа што знаат многу добро дека колку повеќе луѓе го стварат своето право на глас, толку повеќе они ќе потонат во нивното сивило. На македонскиот народ и на македонците им е прекуглава од вакви полтрони кои сум 100% сигурен после овие месец дена дека не си ја сакаат државата и не си го сакаат својот народ. И заради тоа, плашејќи се од одговорот кој што ќе го добијат за нивното наводно добро владење овие 7-8 години, не сакаа да го направат тоа за кое што се должни, за тоа за кое што зимаат пари токму од овие граѓани, односно не сакаат да го изгласаат тој закон за патни исправи. Како го изгласаат законот за возачки, за безбедност во сообраќајот? Што е разликата? Па и возачката дозвола може да се употреби во меѓународни односи. И возачката дозвола може да се употреби, тие се поликарбонитни картици врз основа на кои што се вади меѓународна возачка дозвола. Ако немаш важечка дозвола, не можеш да извадиш меѓународна. И врз основа на таа возачка дозвола се легитимираш во сите оние земји каде што имаме соклучено соодветни билатерални договори. И без меѓународна возачка. Ја не знам на кого му ги продаваат приказни. Што мислат дека ние граѓаните ништо не знаеме? Видете, вие спомнавте еден збор кој мене така ме засега доста, дека направиле во наводници, нели и вие рековте во наводници добри работи. Да, направија добри работи, го поставија Талјат Џафери насила, го прекршија уставот, го променија името на Република Македонија, идентитетот, античката историја ја дадоа на грците, средновековната историја ја дадоа на бугарите. Со Тиранската платформа имаме сега ново општество и прекројување на етничките граници во Република Македонија. Меѓутоа, овде што мене ме плаши, барам одговор од вас, не знам дали сте размислувале. Апостолот што беше апостол Симовски, директорот на пописната комисија за попис на населението во Македонија, спрема методологијата, јас бев апсолутно противник на тој попис. Методологијата е спротивна на Евростат, спротивна е на Обединетите нации, член 2 и така натаму. Исто така, во исто време ние имавме попис овде во Австралија, укажувавме. Меѓутоа, тоа да не го набрајувам, што тука се крија замката спрема мене, веројатно вие ќе кажете дали сум во право. Дали оние 200.000 албанци, каде што сега министерот за надворешни работи бугар Османи отиде низ Европа, делеше пашоши, и тие ќе дојдат во Македонија низ Косово и Албанија и ќе гласаат, ќе бидат плюс 200 гласачи, додека македонците, етничките македонци во Австралија, Канада, Америка не ќе можат да се доберат до амбасадите и конзулатите. Дали тие 200, дали сте сметале на тие 200.000 албанци кои се плюс сега и нелегални во бројката на македонските гласачи? Видете, секој еден кој има важечки пасош
Ама Си има право на... знаеме како Дуи беше одговорен на таа пасашката, мислам, институција, како Алва ги делеа тие пасоши. Не би сакал да навлегувам во... Па јас сакам, јас знам дека даваја пасоши како што сакаат. Исто како да одиш во некоја продавница, будка да купуваш весници. Видите, факт е дека огромен број на македонски државјани кои што се преселени во Австралија се со патни исправи со старото име и нема да може да го остварат своето право на глас. И факт е дека многу поголем број на македонски граѓани кои што се иселени во Европа се со многу поголем број на нови патни исправи и че имаат, и факт е дека поголем број на нив че имаат право да се вратат на територија на Република Македонија и да го друго мене ме боли, ме интересира, без разлика што во овој момент јас сум новинар и ја водам програмата. Тие луѓе ќе влезат во Македонија и ќе излезат без нови пасоши низ Косово и низ Албанија, ќе влезат таму во да. И ќе се вратат, ќе влезат во Италија, ќе влезат во Австрија, ќе влезат во Хрватска и така натаму и се враќаат назад, господине министре. Не знам дали ме разбирате. Многу добро. Многу добро. И ова е пак во насока на изборен инженеринг кој што се плашаме. Апсолутно, тоа ми е поентата. Недомачени сакаат да го направат на Македонија, пак. И чаре околу ова излез? Само транспарентно, јавно, гласно критикување од страна на секој еден добронамерник на Македонија. Видите, ако си седиме дома и ако си куцкаме на тастатурата само, многу нема да може да направиме за доброто на Македонија. Треба јавно, гласно и јасно да си го кажеме, да си ги кажеме маките и да побараме од овие во собранието, кои што се платени со наши пари, да си сработат работата во интерес на нашите граѓани. Само така платени и пратени, затоа се пратеници. Така е. Така е. Друго чаре нема. Во рамки на демократски средства, со демократски методи, да се разубедат да го сменат овој закон. Инаку ќе направат огромна штета за Македонија. Огромна штета ќе направат. И верувајте ми, Господ на крајот на денот простува, ама не заборава. Добро, јас не заборава. Така, сакам да го завршиме интервјуто со последното прашање, бидејќи не засега премногу преспанскиот договор. Меѓутоа, се чини дека слушаме од политичарите дека тоа е завршена работа. Завршена работа ли е преспанскиот договор? Видете, никогаш нема да е завршена работа неправдата која што направила болка кај огромен број од македонците. Има и такви кои што не ги боли, тоа е факт. Гледате. Да. Огромен број од македонците, огромен број, тој број е над 75%, над 80%. Овој факт ствара огромна болка. Но, верувајте ми, не е така едноставно и не е така лесно да живееш на територија на Република Македонија, а да функционираш на начин на кој што некој би сметал, радикално десно, дека треба да се функционира. Нас ни е тука многу потешко, верувајте ми. Јас секој ден седам пред знаме на МВР, на кое што има таа придавка. Секој ден ја гледам.
Мене ми е многу потешко него вам, верувајте ми. Не заради друго, заради тоа што јас секој ден, едно најмалце по 100 пати, морам да се соочам со нези. И секој ден имам немир на душа. Секој еден ден. Но факт е дека јас сум легалиста. Јас сум правник. И не можам да избегам од тоа. И Не факт е велам, дека не велам за вас како сега Факт како човек, како дека- личност, да. факт е дека сега уставот е устав како што се вика. Вие сте министер во друга влада, ги немате тие капацитети. Меѓутоа генерално зборувам за во иднина. Видете, најсреќен би бил кога би можел да бидам дел од уставно загарантирано право во насока на името кое што го имавме претходно. Историското име. Така е. Но јас сум легалиста. Не сум човек кој што се залажува себе си дека може да направи било што надвор од она кое што доликува на едно демократско општество. Само така можам да ги воспитувам моите две деца кои што ги имам. Само така можам да барам законитост и нормалност да бидат основни принципи во рамки на функционирањето во Македонија. Не можам јас да бидам девијантен, а да велам вие почитувате го како уставот и законите како што го прават овие други. Како што лажу. Верувајте, нас овде што сме во Македонија, многу ни е потешко, верувајте ми. Ние секој еден ден најмалце, еве јас лично по 100 пати сум соочен со таа придавка. Најмалку 100 пати. Така, јас секогаш кога ќе си соочен со нешто кое што не можеш да го прифатиш, заради тоа што ти нити си го сакал, нити амин си дал на таа придавка, секогаш тоа ствара кај мене гнев. Но ни на крај памет не ми паѓа да јас надвор од нормални демократски методи во рамки на закон и устав правам било што. Добро, вие ги немате тие сега можности, капацитети. Мислам, јас не зборувам за вас како Панче Тошовски, меѓутоа зборувам за едната влада, за ако што јас сметам дека ВМРО ДПМН ќе направи влада. Мислите ли дека ќе се преполови бројот на СДСМ? Мислите ли дека се свестија нашите луѓе? Знаеме ние политиката на Учека, на Дуи. Тие ја водат политиката од Призренската лига уште 1878 година и спрема комуникејата што ги имавме 2001 година, албанците во една држава. Меѓутоа свеста кај македонците е многу падната на ниво на Боранија. Видете, најголем проблем моментално во Македонија е тоа што Македонија ја водат луѓе кои што не си ја сакаат, луѓе кои што мислат исклучиво само на лично богатење и на своите џебови. Тотално е небитно дали тоа ќе е човек кој што е македонец, човек кој што е албанец, човек кој што е ром, човек кој што е турчин. Секаде во секој етникум има и добри и лоши луѓе. Ама еве, Австралија имаме, значи тоа не доаѓа, не е прашање. Проблемот е што овие луѓе од ДУИ од СДСМ само едно нешто ги интересира, верувајте ми. Само својот личен бенефит. Тука е маката. Тука е маката. Јас познавам многу и македонци, и албанци, и турци, и роми, и васи, кои што си ја сакаат Македонија. Си ја сакаат Македонија. Ама овие не ја сакаат. И не работат во интерес на нашите граѓани. Тука е маката. Тука е проблемот. Тоа е суштината. Добро, јас ви благодарам многу за вашето одстапено време. Веќе направивме Благодарам. 10 на минути. Навистина сум задоволен од вашите информации. Сега ќе знаеме ние во Австралија дека без
валидните пасоши, новите, дека не ќе можеме да гласаме. Благодарам, И многу господин министре. требаше да го соопштам, а не овие кои што 8 години ја истераа работа како што ја истераа од опаку. Уште еднаш голема благодарност и се надевам дека до пред избори дека ќе ве добијам уште еднаш за интервју. Благодарам и вам. Убав ден да имате. Исто и вие, пријатно.